Кога може да се очекува на дневен ред да се стави точката околу законот за употреба на јазиците? Ќе се одржи на 19 јуни. Ништо страшно нема да се деси. Еве балансерот го укинавме, се деси ли нешто страшно? Можно ли е да дојде до крах на безбедносниот сектор? И тоа како е можно? Доколку собранието не постапи во согласно со нашите правни стојалишти, ние немаме избор. Ние мораме да интервенираме во тој закон. Но последиците, ако настапат, не дај Боже, тогаш ние не сносиме никаква одговорност. Верувам дека и од Европска унија притисокот ќе биде поголем после локалните избори, за навистина да направиме нешто. Тоа нешто се уставните измени. Објективно мислам дека место во владата за двата политички блока од вреди веќе нема. Значи, или едните, или таравари треба да ја напуштат владината коалиција. Ние си ги избркавме нашите домашни квалификувани кадри. Она што се случуваше во минатото и зашто сите си замина е поради ниските плати. Македонскиот систем на заштита на правата и слободите се на стаклени носе. Судството е комплетно маргинализирано. Обвинителството инертно, но и нивни логистички делови како МВР, антикорупцијска, инспекции, се без доверба кај граѓаните. Неделава се соочивме и со критики за забавноста на Уставниот суд, гарантот на законитоста и уставноста. Незиниот претседател оцени дека Уставниот суд е инертен во сопственото информирање и потребата од реформирање. Се таложат дамките врз институциите, една врз една. Добре ден за Дарко Костадиновски, претседател на Уставниот суд. Добре ве најдов. Господин Костадиновски, се таложат дамките врз институциите една врз една, дали Уставниот суд како гарант на уставноста и законитоста се препознава во нефункционалноста на системот? Обштествената реалност, што јас често ја викам уставна стварност, на сите ни е добро позната. Историски најниска доверба во целокупниот државен апарат. Значи, во целокупниот, не можеме еден сегмент да го издвоиме, да речеме судството само е. Не, тука се и останатите власти. За да дојдеме до ова ниво на историска недоверба, не може само една власт да е причинител. И кога веќе тоа го констатирам не само јас, него и објективните и сите јавни мерења на мислења, илузорно е да си ги вперуваме прстите и да кажуваме кој е крив, кој не. Секој еден од нас, сите власти, вклучително и Уставниот суд. Јас бев исклучително самокритичен. Значи, збориме за период од 34 години. Од основањето на судот до сега. И клучното прашање, дали Уставниот суд ја постигнал, ги исполнил очекувањата што граѓаните ги имале. Таа дилема ја отварам во мојата прва научна книга посветена на лојалност на Уставот, каде што се занимавам со интерпретација на намерата на нашиот уставотворец. Кога веќе ја отворивме темата дали ни е потребен закон за Уставен суд. Да, мојот став е дека ни е потребен. Има три можни опции. Првата опција е дали намерата на уставотворецот со тоа што предвидел дека во членот 113 од Уставот дека Уставниот суд начинот на работа и постапката е уредува со акт суд на судот без да предвиди уставен основ за закон, можеби неговата намера била, познавајќи ја нашиот менталитет, недостатокот на демократски традиции, можеби намерата на уставотворецот била Уставниот суд да биде отпорен на законска регулација, да биде само регулатор. Со акт на судот да регулира и постапката, и правното дејство на одлуките, и статусот на суди, сите прашања, значи да ги доконкретизира тие 6 уставни члена кои се правната рамка за функционирањето на Уставниот суд. Но дел од упатените и критичарите велат дали е подобро да се оди прво на промена на Уставот, па потоа закон за Уставниот суд. Не, да објаснам, значи првата предпоставена намера, зашто нашата улога е да ја толкуваме намерата на нашиот уставотворец. Значи првото е веројатно намерно оставил да нема можност за законска дорегулација. Втората можност е
Втората можност е дали уставотворецот не оставил можност времето да даде одговор на ова прашање. Времето да даде одговор. И сега ако се свртиме 34 години од Уставот, мојот одговор да, времето налага, односно одговорот на таа празнина, дали била намерна, дали била ненамерна, зашто ако била ненамерна грешката, законодавецот, кој во исто време и уставотворец, имал 34 години да ја коригира. Но никој ништо не направил. Сега, за мене најприфатливо е дека во сушност уставотворецот оставил доволно време да видиме дали ни е потребен закон за уставен суд. И мојот одговор е да, потребен ни е. Зашто? Со закон за уставен суд ќе се, и то не било каков закон. Значи во право сте што експертите кажуваат. Прво треба да се смени уставот, да се дополни со уставен основ за двотретински закон. Значи не било каков закон. Зашто нема друг начин да ни се гарантира самостојност и независност. Две се опциите. Или да се измени уставот и да се даде уставен основ за двотретински закон, или да законодавецот донесе уставен закон. И двата се со двотретинско мнозинство. Што би биле бенефитите од закон за уставен суд? Најголемите критики што доаѓаат во уставното судство изминативе 34 години. Прво, може да се објективизира и да се конкретизира терминот истакнат правник. Тоа не е невозможно, може да се направи. Со тоа ќе знаеме кој се може да биде уставен судија. Второ, начинот на избор на судиите. Јас сум еден од приврзаниците, и тоа јавно го кажувам, и како приоритет го имам поставено, вклучително и во понеделникот јавно го кажав. Јас сум еден од приврзаниците кој се залага за седниците на Уставниот суд да се пренесуваат во живо на телевизија. Зашто? Нема друг начин да ја вратиме довербата на граѓаните во Уставниот суд. Освен сите да имаат можност, сите граѓани да видат кои им се нивни уставни судии, каква е нивната правна филозофија, како правно резонираат и како постапуваат. Ако е тоа така, според моето видување, тогаш ќе треба да се коригира и начинот на избор на уставните судии. Не е лош примерот од Државната комисија за спречување на корупцијата. Сега како се поставени работите, граѓаните се лишени од тоа да знаат кои се нивните уставни судии. Начинот на избор е не многу транспарентен, скромно транспарентен да го наречам. 2 предлога од председателот, 5 предлога од комисијата за избор и именување на 2 предлога од судскиот совет, иде на собраниска седница, се бираат, даваат свечена изјава, завршува процес. Господин Костадиновски, ве молам, се памети вашата ТВ реакција дека не можам, цитирам, прво да бидам македонец, а потоа судија. Ако се следи овој наратив, кога може да се очекува на дневен ред да се стави точката околу законот за употреба на јазиците, кој создаде голема брева во јавноста и помалку политички и етнички тензии? Денеска можам да потврдам, бидејќи подготвителната седница веќе беше закажана, но поради трагедијата во Кочани моравме да ја одложиме. Конечно, во текот на вчерашниот ден ги добив потврдите од сите, ќе се одржи на 19 јуни. Но, да се вратам на вашата констатација, точно е. Но непотребно се создаде толку голема фама со давање на етнички димензии, политички димензии на постапувањето на судот. Повеќе пати имам кажано. Сакам да потврдам уште еднаш. Не сакам да се надпреварувам во давањето изјави и во демантирањето со политичките фактори. Постојат теми во нашето општество што се неподобни за политичка експлоатација. Такви се меѓуетничките односи. Меѓуетничките односи се многу важни за општество какво што е македонското. Но моја длабоко уверување е дека ние во овој
стадиум на развој на нашето општество немаме проблем во меѓуетничките односи. Имаме друг тип на проблем. Злоупотреба на меѓуетничките односи за политички цели. Ете тоа го сведочевме целиот изминат период и по постапувањето за балансерот и по законот за јазиците. Ние имаме една понасушна потреба. Јас се согласувам дека меѓуетничките односи се еден од столбовите за стабилноста на нашата држава. Но во овој момент, моје лично убедување дека има еден уште поважен темел за стабилноста на нашата држава. Тоа е владењето на правото. Реална и вистинска, не лажна и не деклараторна. Вие во една прилика велите, ги имаме земено во предвид сите можни сценарија во контекст на носењето на измените на законот за употреба на јазиците. Се донесе, односно се укина балансерот, се најави носење на нов закон за правична застапеност при вработување. Се уште немаме нов закон. Сметате ли дека во овие кревки меѓуетнички односи, кревка политичка состојба, носењето или седницата на законот за употреба на јазиците може дополнително да ги зоврие страстите? Не, ова е антитеза на мојата теза. Значи, јас тврдам, тоа е моје лично мислење, немаме проблем со меѓуетничките односи денес. Имаме проблем со злоупотреба на чувствата на граѓаните и со злоупотреба на меѓуетничките односи во политички цели, себични. Ние реално немаме. Ние имаме многу поголем проблем во државата. А тоа е реалната состојба со владењето на правото. На што се темели историската недоверба во институциите на системот? На недостатокот на владење на право. А што е владењето на правото? Тоа е состојба на уставност. А состојбата на уставност која штити? Уставниот суд. Затоа на нашето постапување никој, ама баш никој не треба да стравува, не треба да трепери општеството каква одлука ќе донесе. И еве не сакам да полемизирам со политичките фактори. Политичката култура ми е добро позната. Нема да го сменам тоа нешто, но сакам да се образам до граѓаните и континуирано тоа го правам, да си бидат спокојни. Ништо страшно нема да се деси. Еве балансерот го укинавме, се деси ли нешто страшно? Не се деси ништо страшно. Законот за јазиците, ни едно право што секој еден граѓанин го ужива по нашиот устав нема да бидеускратено. Напротив, граѓаните можат да бидат срекни со постапувањето на Уставниот суд. Зашто? Затоа што нашите наоди, нашите правни стојалишта за било кој закон ќе го натераат законодавецот да направи подобар закон од тој што го направиле. Значи, граѓаните можат да очекуваат подобар закон за употреба на јазиците, не полош, али во рамките на Уставот. Тоа е нашата работа. Дали дефинитивно е фиксиран датумот? Да, меѓутоа тоа е датум за подготвителната седница. После подготвителната седница, суштината е, ние како суди утврдивме неколку 5 или 6 спорни правни прашања. За тие спорни правни прашања ние сакаме да ја консултираме и струката, и науката, и меѓународните, например Венецијанската комисија ќе дојде да го образложи пријателскиот совет, кој веќе е подготвен. Судија од Европскиот суд за човекови права, експерт за малцинските права ќе дојде да ни образложи кои се меѓународните стандарди, кои се европските стандарди за користењето на јазичните права. Нашите експерти по уставно право, по меѓународно право, по човекови права ќе ги слушнеме. Значи и ние како суди имаме некогаш потреба да слушнеме што вика и струката и науката и кои се меѓународните стандарди. Одлуката за тој предмет би била лош е тајмингот да не се десеше трагедијата, во Кочани. Таа подготвителна седница ќе беше веќе завршена и за во јуни негде ќе се природно би дошло носењето на одлуката. Но сега ние во јуни на 19 ќе ја организираме подготвителната седница. По таа ќе ни требаат месец и пол, 2, за да се подготви нов реферат, за да се сублимираат сите
мислење на сите учесници, Што значи дека законот со изборите. на дневен ред би било септември? Не, и сега и тука за мене лично се поставува дилемата, тоа ќе биде веројатно пред избори или веќе избори е. Не знам за кога ќе бидат распишани изборите, така да пореални се шансите и пообјективно би било, затоа што ние за самата седница кога беше видовме тешки политички манипулации, политизација, етнизација на тешки критики за Уставниот суд, како не се не нарека параполитички орган, етничко надгласување, моноетничко надгласување, ние сме свесни за чувствителноста на предметот. Сега проблемот што во тој период ние не сакаме нити да даваме, нити да земаме аргументи за политички пресметки на никого. Затоа им кажувам на граѓаните да си бидат спокојни. Постапувањето на Уставниот суд не е насочено против никого. Само да ја врати состојбата на уставност. Нити земаме, нити даваме права. Уставот ги дава правата. Ниедно право нема да бидеускратено. Да се бидат спокојни и да не бидат подложни на политички манипулации, какви што видовме изминатиот период. Моја проценка е дека конечната одлука ќе биде донесена сигурно после изборите. Дали Уставниот суд ги следи само нормативните решенија или се проценува и духот на времето и решенијата што се претворени во норми? Не, апсолутно, значи да немате дилема. Тоа е тоа што во теоријата е познато како жив конституционализам. Значи, ниеден устав не дава одговор на сите прашања. Сите устави имаат уставни празнини, кои се пополнуваат со толкување. Еве да тргнеме од нашите темелни вредности. Но нашиот устав има темелни вредности, такви се владењето на правото, поделбата на власта, хуманизмот, социјалната правда, солидарноста. Наша работа е со интерпретации, со толкување, да им дадеме смисла, содржина на сите тие темелни вредности. Вклучително и нормите. Кога уставните судови оценуваат уставност на било кој пропис, они не можат да се абстрахираат од времето кое живеат. Значи, самите уставни норми се дадени генерално и широко за да можат да еволуираат. Значи не може се да се развива технологијата, здравството, во сите аспекти човештвото да напредува, а да стагнира само во правото. Еве во нашиот случај, правото да застане во 91 година. А замислете, има устави по 100 години стави, по 200 години. Не може времето да застане пред 34 години. Како вие ги доживувате коментарите дека Уставниот суд е тромав, кога се предлага судија, известител до донесување на одлука со која се поништува или укинува некоја одредба од законите? И точно е. Дали тоа свесно се одговлекува тој процес? Не, имало и такви работи. Јас сум прилично самокритичен. Значи јас ако не Добро, вие долго време сте дел од Уставниот суд. Да, и не само сега. Значи, мене секогаш ми сметале оние квалификации, овој состав на Уставниот суд бил еминентен, овој бил понееминентен, овој не. Не. Па такви квалификации господине Костадиновски даде и председателката Сијановска за време на седницата, односно состанокот за Законот за Уставен суд. Точно е. И ја и претходно имам кажано. Еве, ајде да го земеме, зашто многу често викаат првиот состав бил најеминентен, зашто таму се угледни професори, вклучително и мои професори. Дали е доволно статусот професор да го прави Уставниот суд угледен или неугледен, компарирано со другите? Еве, ајде да го споредиме со сегашниот. Еве, јас ви тврдам дека сегашниот состав на Уставниот суд е далеку пореволуционерен од првиот најугледен состав. И ќе ви кажам зашто. Зарем моите колеги во првиот состав не ги виделе слабостите на деловникот што самите го донеле. Манипулативен, подобен за политички инфилтрации, токму на темата на која вие ми кажувате. Без рокови, може судија известител да држи предмет 9 години, председател на суд може 3 години додека му е мандатот примен, предмет да не го изнесе на седница на судот. Еве сега ќе ви кажам што е разликата меѓу тој кој сите го викаат за најеминентен состав го квалификуваат
првиот состав на Уставниот суд, компарирано со овој. Новиот акт на судот ги адресира сите слабости на Уставниот суд. Нема веќе чување на предмети од судија известител. 6 месеци има да го сработи предметот и да го достави до председателот на судот. Ако не го направи тоа, судот му го одзема правото. Председателот на судот одземено му е правото да биде манипулативен 3 години да го чува предметот додека му е него мандатот. Ако за 1 месец не го извадам предметот на седница, судот може да ми го одземе правото. Зар тоа не е една револуционерна промена? И тоа не е најбитната, имаме уште побитни. Еве, например, можеме, за да не доведеме во опасност, да не создадеме правен вакуум, да не наштетиме на остварувањето на правата на граѓаните. Ние донесовме во новиот акт можност Уставниот суд да поведе постапка и да не донесе одлука, него да му даде рок не подолго од 6 месеци на собранието да ги коригира грешките за кои Уставниот суд изразил сомнеш. Зар тие мои колеги не ги виделе тие слабости во деловникот? И не се само овие, ќе ни треба цела една емисија да ви ги кажам сите измени што се направени со деловникот. Овој состав на судот го направи. Затоа кога зборат било кој експерт, ама било кој да е, еминентен, не само по статус, по завршена работа. Да видиме што сработиле. Дали ја обезбедиле независноста и самостојноста на Уставниот суд? Дали обезбедиле закон за Уставен суд? Ништо не направиле. Еве, јас ќе ви кажам, уживале во комфортноста на функцијата. Ете, тоа е моето мислење. И може да бидам критикуван за ова, но кога збориме за нешто, треба да збориме со факти. Што оставиле зад себе? Дали оставиле подобар Уставен суд? Дали успеале да донесат закон? Не случајно ја отворивме дебатата за закон за Уставен суд. Еве ви кажувам, имаме потреба од закон. Правната рамка е скромна, недоволна. И опасност е, еве на граѓаните да им појаснам. Ако намерата на уставотворецот била ние да бидеме само регулатори, и ја реферирав на една изјава на председателката на државата, и она е во право, во модерните конституционалистички држави, граѓаните стравуваат од хиперактивен Уставен суд, зашто може да биде опасност за демократијата. Само кај нас граѓаните бараат поактивен Уставен суд. И јас се согласувам со таа теза. Но ајде да ја видиме обратната теза. Замислете хиперактивен Уставен суд во околности на саморегулација, Добро. што би прешло во судократија, дали не би представувало опасност за демократијата? И те како? Зашто огромни се надлежностите на Уставниот суд. Ние можеме во секој момент да блокираме волјата на демократски избраните представници на народот во парламентот, ако преидеме во судократија. Следите три гости во емисијата Дарко Костадиновски, председател на Уставниот суд. Господин Костадиновски, можно ли е да дојде до крах на безбедносниот сектор, имајќи во предвид дека помина 6 месеци од како Македонското собрание не излезе во пресред во однос на Законот за електронски комуникации? И тоа како е можно? Затоа што свесни сме, не само јас, целиот судиски состав беше свесен, зашто ние кога ги носиме одлуките секако дека ги цениме сите околности. И не случајно тоа беше фактички и првиот пример во кој ја применивме новата алатка на судот. Претходно, пред 1 септември 2024, судот немаше таква можност. Можеше да поведе постапка, што во овој случај сигурно ќе ја поведеше, и по 2 или 3 недели, 4 недели да ги укине или да ги поништи тие одредби. Со што ќе се создадеше сериозен вакуум. Значи, станува збор за тема која допира до прашање на националната безбедност. Секоја држава се соочува со разни предизвици од различен карактер и тие податоци, така наречени метаподатоци, секако се многу важни за нашите безбедносни служби. Замислете, ние ако ги донесовме одлука, а парламентот не постапеше да ја пополни таа правна празнина. Секако безбедносните служби ќе беа лишени од сериозни информации битни за спречување терористички дела, сериозни облици на тежок организиран криминал, било што.
Во комуникација сум со спикерот на парламентот Гаши, јас очекувам многу брзо да добијам одговор, најавен ми е одговор, во која фаза е собранието, зашто ние му одредивме рок од 6 месеци, да, пред недела 2 поминаа тие 6 месеци. Ние не би сакале и не случајно во неколку наврати јавно имам кажано. Доколку собранието не постапи во согласно со нашите правни стојалишти, ние немаме избор. Ние мораме да интервенираме во тој закон. Но последиците, ако настапат, не дај Боже, тогаш ние не сносиме никаква одговорност. Собранието имал доволно временски период да се усогласи со нашите стојалишта. А може да настапи. Што станува со изборниот законник? Се чини дека постојат одредени резерви. Постои ли опасност да се соочиме со некаков проблем, имајќи во предвид дека ни следуваат и локални избори? За изборниот закон денеска не се донесе одлуката, се поделија, имавме одсутен судија. Очекувам на седницата на 14 мај да се донесе конечната одлука. Ние изразивме... Ќе бидат запазени роковите? Кои рокови? Во однос на изборниот законник, тоа што се разговара. Мислите дали собранието ќе Да. треба да... Па видите, ако не можам да ја предвидам одлуката на судот, денеска се поделија гласовите, немаше мнозинство, ако Уставниот суд ги укине, тоа ќе настапи правна празнина. Ќе треба законодавецот веднаш да интервенира, имајќи предвид дека ни следат избори. Значи, повторно топката е во рацете на законодавецот. Ние не треба да му кажуваме на него што да правиме, ние само постапуваме. Сега, дали рокот, што е, ја колку што знам, сите препораки на ОПСС во последните 6 месеци да не се прават измени во изборниот законник, нашиот законодавец не се придржувал ни до тоа правило, кога ги донело вие оспорени. А сега, ако дојде до укинувачка одлука, немаат што да прават. Значи, тоа е одлука на Уставен суд и тогаш ќе мора да интервенираат со цел да не го стеснат политичкиот плурализам. Бидејќи ние кога поведовме постапка за сомнеж за уставноста на тие два члена од изборниот законник, тие беа клучните аргументи. Дека се стеснува плурализмот, а политичкиот плурализам е темелна вредност. Докаде е делот околу хачките случаи? Предметот се постапува, таму се појавуваат одредени дилеми во поглед на пристапот до класифицирани податоци. Јас се уште не е предаден кај мене како судија, се уште е во рокот, дозволениот рок за уставно судска постапка, во оној момент кога ќе ми биде доставен мене како председател на суд, ќе биде изнесен на седница. Кога ќе биде тоа не можам да предвидам. Се уште лепди одговорот на прашањето околу иницијативата на обвинителката Ленче Ристовска. Докаде е таа постапка? Ние сме пред конечна одлука, денеска имавме одсутен судија, до токму тој е судија известител и тој предмет ќе биде ставен на седницата на 14 мај, бидејќи кој е одсутен судијата известител, ние не можеме да постапуваме во оваа фаза. Иначе сме пред одлука. Господин Константиновски, на крајот бевте советник на тројца председатели: Борис Трајковски, Бранко Цренковски, Георги Иванов. Ви тежи ореолот дека сепак сте биле под политичко влијание, дека сте биле сепак политички активен, а сега сте начело на Уставниот суд. Во една прилика ја гледав професорката и ваша членка и судија во Уставниот суд Ана Павловска-Данева, која вели не може да негираме дека сме дел од нас сме бирани со политичко влијание и со политичка одлука. Видете, политичка одлука е да ве номинираат. Политичка одлука е изборот затоа што бираат во парламент. Јас служев за тројца председатели и воопшто не ми тежи ореолот, зашто ја никогаш не сум бил член на ниедна политичка партија. Јас сум постапувал стручно. Значи, моја работа било не да се занимавам со политика во онаа смисла на зборот. Политика. И покрај тоа што ние сите сме политички суштества, ние сме зоон политикон. Сите, секој човек е политичко битие.
Но мојата предност е што сум работел за тројца председатели со различни политички провиниенции. Тоа е мојата предност, не е мојот хендикеп. А ја не сум бил политичар. Јас сум бил таму да давам стручни и експертски совети од областа на меѓународното право, од областа на дипломатијата, така да воопшто не ми тежи тој ореол. Видете, јас не случајно сите, ја напишав веќе 4 книги, на ред е 5-та книга, сите го носат насловот лојалност кон уставот. Неколку пати имам повторено. И многу луѓе ме сметаат за терсене. За терсене не во негативна смисла на зборот, него терсене е што ја не слушам никого. Не правам компромиси со никого. Нема политички компромиси со никого. Лојален сум само на уставот и никому друг. Ви благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и на вас. Дека сме ги спуштиле работите од контрола е многу евидентно и тоа е од многу одамна. И за жал, веројатно, дури тука делом на Европската унија кривам, бидејќи со тоа што, мислам, сепак ние сме главните кривци и луѓето што ја воделе државата. Овие политичките противници закоравени до крај и после станува политички партнери, Тачи, Ахмети, Зијанин Села и ред други кои што не штедеа зборови за да кажуваат еден за друг и одеднаш пред албанската јавност се појавува како нов формат. Следите тренинка во продолжение. Кочани од трагедија, трауми се претвара во реален марш кон вистината. Може ли и како да се стигне до вистината, но не по бројот на приведените, туку по демонтажа на случајот на општествена и политичка корупција? Во ово издание на тренинг гостин Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Кржаловски, ако велат дека системот не чини, дали всушност власта купува време за целосна демонтажа на оваа трагедија и обид за помалку за скривање на вистинската причина за овој национален, за оваа национална катастрофа? Па, веројатно тешко да се процени што си мислат во владата. Ја чувствувам дека е реален напорот да се направи дури системска промена, бидејќи катастрофата е од такви размери, да сите не потресе, вклучително и луѓето што сега се на власт. Дури мислам дека има и бајаги поддршка да има таков ресет на системот, така да кажеме, или масовна акција да навистина се променат работите и она што беше можеби од некој аспект чудно, бидејќи сепак се 9-10 месеци на власт, немаше некој напад на оваа гарнитура на власт за тоа што се случи. Пак се и големото мнозинство граѓани некако како да очекува дека толку е се и корумпирано и заглавено во системот, така да го речеме, што им е јасно дека не можело да се доведат во ред работите за ова кратко време. Но сега со таа поддршка веројатно може да се направат системски промени. Прашање дали ќе ги има и во која мерка, бидејќи па и не е лесно. И од една страна и очекувањата на граѓаните се големи и за казнување на сторителите на било какви прекршоци и за навистина демонтажа на системот да спречиме било какви вакви случувања во иднина, меѓутоа и пошироко да навистина корупцијата почнува да се искоренува и да во догледно време биде во рамки на, да речем, на европски просек, бидејќи секаде има и во европските држави, но тешко е дека целосно може да се искорени, но мора да има радикален рез и значително подобрување на ситуацијата и една од мерките е казнување, да престане неказнивоста, бидејќи очигледно сите сметале дека никој никогаш нема да одговара за ништо како што беше до сега, за жал. Кржаловски, како е возможно и по 10 месеци власта да биде изненадена, шокирана од длабочината на општествената хипокризија и канцерот во кој е заглавена државата, односно корупцијата, во која подолг период
тонеме. Па не верувам дека се изненадени, прашањето е зошто побрзо, бидејќи ако ништо друго ВМРО ДПМН не научи на брзи дејства и она што мене ми изненадување дека некако споро одат промените, не само за вакви работи, за корупција и за организиран криминал и нефункционалност на системот, туку и генерално за повеќето други, бидејќи во претходната серија на владењето 11 години релативно брзо действува, можеби некогаш погрешно, но ако ништо друго бевме навикнати на брзи и ефикасни решенија. Сега некако многу сето тоа поспоро ми делува, можеби едно објаснение или оправдание за нив е дека се работи посистематски и посистематично, односно се мерат работите пред да се пресечат. Например, ти има едно решение за судскиот систем, ама Европската унија препорача други и сега тука се оди на некој согласување. Имајќи ги во предите овие системски аномалии, дали ние дефинитивно сме држава на мафијата и за мафијата? Па сега на некој начин може и така да се толкова, не би класифицирал тоа така, но дека сме ги спуштиле работите од контрола е многу евидентно и тоа е од многу одамна. И за жал, веројатно, дури тука делом на Европската унија кривам, бидејќи со тоа што, мислам, сепак ние сме главните кривци и луѓето што ја воделе државата, ама од кога ги добивме препораките за членство и кога бевме, дури најдобри оценки имавме 2011 година, беше најдобриот извештај што сме го добиле од Европската комисија за напредокот, заради застојот со Грција во тоа време, некако почна да се растураат работите, односно дали и тие што беа луѓе на власт заклучија па полесно ние со нашиот буџет да злоупотребиме или да употребиме дел од буџетските средства за лична корист и така се почна да се растураат и да се намалуваат постигнувањата што веќе ги имавме во смисла на согласување со европските стандарди. Гневот и ревотот на семејството од Кочани, тука извадив неколку нивни цитати, прошка нема, правда за нашите ангели мора да има, се работи за институционално убиство. Министерот за внатрешни имаше средба со семејствата на починатите или загинатите млади животи. Нели ви изгледа помалку нелогично министер за внатрешни работи да ги охрабрува семејствата да докрај да ја бараат правдата, а при тоа да не чувствува во најмала рака морална одговорност? Тоа е, како да речем, дел од работите што во тоа намалување на вредностите или детериорација на системот од пак ќе речем, мене ми е некако пресвртна таа 2011 година кога извештајот беше добар, пак не ги почнавме преговорите и некако од таму почна да се урушува системот од внатре, дека меѓу другото тоа донесе и до падот на моралните стандарди кај носителите на власта, меѓутоа и на очекувањата на граѓаните, па и на нашите, ја го следам во граѓанскиот сектор, например, мериме практикувањето на вредностите и некако и кај нас кои треба да сме чувари на системот на следење на постапките на власта, укажување на проблемите, на пропустите и слично. Меѓутоа и во нашето практикување кај граѓанските организации имаше драстичен пад од 15% во тој период од 12 до 16-17. Фактички како да се препуштивме на општиот пад на практикување на вредности, вклучително и морални во тоа. И генерално претпоставаме кај граѓаните, бидејќи почна да расте толеранцијата за корупцијата, дека на некој начин како да се помиривме дека ако не потплатиш не можеш елементарни работи веќе да завршиш. Уште малку во однос на битката и справувањето на корупцијата, Татјана Димитровска, првата антикорупционерка, осомничена за оддавање на службена тајна, недела се по неколку дневниот повик за нејзина оставка, се огласи самата председателка со тоа што не крие дека имала комуникација со осомничениот од тој случај, но дека тие комуникации биле уште пред да биде отворен предметот адитив. Дали со
незината вмешаност директна во овој случај, всушност се компрометира и работата, целокупната работа и кредибилитетот на антикорупцијската комисија, која главна цел е да разоткрие корупција и да ги лоцира главните системски проблеми. Па секако и тоа два аспекти. Едно, намалување на довербата во институцијата. Генерално довербата во институциите во Македонија е многу ниска, вклучително на политичките партии како такви кои некаде 20 до 25%. Да за правосудството и сличните да не зборуваме, тие се под 20%. ДКСК во претходниот состав фактички успеа да исплива некако и заедно со Државниот завод за ревизија беа едни од најценетите институции. Сега веројатно овој случај ќе намали довербата повторно, за жал, бидејќи треба да бидат на браникот на борбата против корупцијата. Второто е личниот пример, бидејќи на крајот институциите ги прават луѓето кои се во нив. Од една страна се бара оставка од антикорупционерката, председателката на антикорупцијска. Од друга страна, не смееме да заборавиме дека и власти и опозицијата, и ВМРО, и ДПМН, и СДСМ дајдоа најголем број на гласови токму за Татјана Димитровска. Сега велат дека се согласуваат со ставот на спикерот на собранието Африм Гаши, дека треба да се сочека, па потоа да се размислува за нејзино отповикување. Предпоставам се повикува на презумпција на невиност. Па првиот чекор треба да биде од самата председателка, дали таа ќе се реши да поднесе оставка или не. Второ, да, ние колегите од платформата за борба против корупција уште тогаш укажаа кога беше изборот дека имаше аномалии во процесот и дека се забележуваше партиски договор во изборот на дел од членовите и беше чудно со 100 бода да бидат оценувани некои кандидати. Така да пропустот е делумно уште таму и пак ќе се сведе на интегритетот не само на кандидатите, меѓутоа и на тие што се во комисиите за избори. Иако се партиски, пак треба да се водат од квалитетот и на кандидатите, а не од партиски договори, дали и како ќе се составуваат овие независни тела. Прашање дури дали е најсоодветен начинот на избор, иако е логично собранието да го прави тоа, ама ако таму има пропусти, што може да очекуваме од квалитетот на избраните лица? Гледате тренинг, гостин во емисијата Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Господин Кржаловски, еврокомисарката Кос не одминува, не доаѓа во Македонија, ни порача дека Македонија е тажна, приказна. Дали ова се последни наши оптимистички најави дека 2030 беше првичната проекција дека би можеле да станеме членка, всушност како се наближува 2030-та, така се повеќе се оддалечуваме од европското семејство. Да, за жал таква не е ситуацијата каква што е и не гледам дека ќе се промени во брзо време, особено ако и натаму одложуваме уставните измени или било каков процес околу тоа, или очекуваме некакви гаранции за понатамошни деблокади, од причина што мислам дека овој состав на власта новата се обиде да направи отстапки од Бугарија или од Европската унија. Сите работи што ги кажува во предизборието, мислам дека се проба да донесем уставни измени сега, но да бидат со одложено дејство, да се промени преговарачката рамка, Бугарија да направи некој чекор на добра волја, но мислам дека Бугарија прилично брзо ги торпедира сите тие обиди и е јасно дека Европската унија нема намера, или комисијата особено, да се расправа со Бугарија повторно за тоа. Едноставно А имаат ли намера македонските власти да ги изгласат уставните промени во ваква ситуација? Тука е прашањето сега на проценка, дали ќе го направиме тоа или кога ќе го направиме и дали ќе се добијат некакви гаранции за кои зборува, особено ВМРО ДПМН. Мислам дека и прилично експлицитно беше и Кос во тоа, дека не може да се дадат никакви цврсти гаранции, бидејќи на крајот земјите одлучуваат дали ќе стават вето или не. Она што може да се издействува веројатно е да нема билатерализација на
преговорите понатаму, но пак ќе остане обврскава да го направиме тоа. Не очекувам пред локалните избори ништо, бидејќи претпоставам дека тоа е исто играње на картата на издржливост, така да речем, односно на ставовите кои ВМРО-ДПМН ги прокламираше и заради кои ги доби изборите на крајот на криштата. А може би, верувам дека и од Европска унија притисокот ќе биде поголем после локалните избори, за навистина да направиме нешто. Тоа нешто се уставните избори и тие ќе мора на крај, мислам, да се донесат за да го тргнеме. Што би значило доколку Црна Гора и Албанија станат дел од Европската унија, а Македонија остане на слеп колосек? Па секако, јас параметрите покажуваат дека ако си надвор губиш, односно земјите кои станаат членки на многу начини добија и економски пред се, бидејќи тоа е инсентивот да се стане дел, бидејќи достапност на фондови за развој сега имаме и на план за развој, ама например целиот growth план за развој на Западниот Балкан е помал од помошта Бугарија што добива како единствена земја членка, како најсиромашна. Износот на пари ќе биде поголем од сите пари за 6 земји членки од за сите земји кандидати од Западен Балкан. Така да ние нема да ги стигнеме ако сме надвор. Поентата е да што побрзо се стане член, она што мене ме секира дека и Украина и Молдавија може да не престигнат да станат членки до 2030 како одат работите, бидејќи и тие забрзано одат и уште не ги почнале преговорите по кластери, ама кога ќе ги отворат, тоа исто така брзо ќе оди и од политички причини за забрзување на тој дел. Така да сметам дека ние што побрзо треба да го фатиме чекорот. Пак ќе речем, особено што нема суштински проблем со внесувањето на бугари и други заедници во уставот. И треба да се најде модалитет што побрзо, да не го пропуштиме ова, зашто само ќе губиме се повеќе понатаму и нови проблеми ќе излезат, бидејќи ова со Бугарија немаше да биде проблем ако ние ги почнавме преговорите, го решевме проблемот со Грција многу порано. Не дека сум задоволен од решението, бев и против преспанскиот договор и против францускиот предлог, но исто така и чекањето не ни помага, дури веројатно ни одмогна гледано од перспектива од 30 години, да се прекршавме многу порано за некои прашања, сега веќе ќе бевме веројатно членка. Благодарам за разговорот. Благодарам. Кој го осмисли и го иницираше партискиот пуч во Вреди? Дали Таравари ќе биде победник или жртва на амбициите да биде неприкосновен водач во квартетот на Вреди во битката со ривалитетот Изет Меджити? Како ќе се одвива трансформацијата на ДУИ во услови на се уште неизграден авторитет кој ќе го замени Али Ахмети? Кој ќе го замени и дали има шанси? Може ли интегративците да се вратат во игра на следните локални избори? Овие прашања и дилеми се доволна провокација за разговор со универзитетскиот професор Сефер Тахири. Господине Тахири, кои се според вас првичните потези кои ги иницираше Таравари со потегот да се дистанцира од Вреди и да започне соло политичка игра? Ти благодарам, Гора, за можноста да разговараме во Чаршија и тоа е доволен мотив да констатираме дека фактички, за жал, во нашата држава политиката и во албанскиот политички блок станува чаршиска. Да не кажувам пазарџиска, бидејќи тоа може да се свати во негативна смисла. Идејата ми е дека ако порано, бидејќи ние сме ги следеле процесите одамна, имаше некаква принципиелност во политичкото действување и во албанскиот политички блок, сега преовладува прагматизмот, односно политичките партии на албанците. Тука мислам на сите, без да одвоем една, стануваат и на некој начин действуваат само како изборни политички партии. Всушност тие и се изборни, ВМРО, ДПМН и СДСМ не се нешто подобри, особено
партијата на власт, партијата на Мицкоски, но мислам дека политичките партии на албанците го докажуваат со конкретни потези. Тоа значи дека Алијанса на албанците предводена од Арбен Таравари, значи действува во моментот аритметички на политичката сцена. Бидејќи ако со вреди настапуваше на локалните избори, проекциите беа дека може да остварува победа, да речеме, во 2 или во 3 општини. Со договорот кој што е со Демократската унија за интеграција. А тоа значи дека Алијанса на албанците, предводена од Таравари, ако настапува со своји кандидати за градоначалници во одредени општини, а тука пред се мисли во општината Гостивар, Врапчиште, Боговиње, Теарце и Липково, дуи нема да истакнува во тие општини своји кандидати. Каква политичка конфигурација би произлегла доколку Таравари ја напушти владината коалиција, односно Мицковски му рече, му се заблагодари, или обратно, ако премиерот одлучи да го задржи во владата министерот за здравство, како таа влада би функционира во ситуација на политички конфронтации сега, како одвоени политички противници Таравари наспроти вреди. Објективно мислам дека место во владата за двата политички блока од вреди веќе нема. Значи, или едните, или Таравари треба да ја напуштат владината коалиција. Тоа е политичката логика, бидејќи Таравари на некој начин се дистанцираше од власта. Фактот дека рече дека од 100 километри се гледа дека не функционира добро владата, односно коалицијата вреди во владата е несинхронизирана, а тоа значи дека фактурата за несинхронизирањето на вреди ја има власта, односно владата во целина. Мислам дека он ги покажуваше неговите позиции. Приближувањето, односно договарањето со ДУИ е исто така еден доволен показател кој што мислам дека му дава одврзани раце на Мицкоски да одлучува за отргнување на Алијансата на албанците од владата, бидејќи главниот мотив, односно главната поента на минатите избори на Мицкоски, на партијата ВМРО-ДПМН беше дека ДУИ има голема одговорност за лошата политичка, економска состојба, па дури геополитичката позиција, геостратешката позиција на државата на меѓународно ниво, и мислам дека тука имаше одредени констатации, заклучоци дека Бујар Османи водел лоши разговори, односно преговори со Бугарија и така натаму, и мислам дека тоа одеднаш Мицкоски да го проголта, односно да го задржи партнерот на ДУИ во владата, мислам дека ќе биде преголем влог. Такир има еден абсурд. Да. Таравари и Ахмети разговараат, од друга страна села повикува на обединување, но без актуелниот министер за здравство и крилото на Алијанса на албанците предводено од Таравари. Значи, гора за жал немаме многу време, но еве ти ветувам дека во некоја следна прилика ќе го анализираме историско-политичкиот контекст на функционирањето на политичките партии на албанците. Мислам дека во 98 година тоа се случуваше. Значи, првите зачетоци на ваквото непринципиелно, неприродно коалиционирање помеѓу политичките партии на албанците се случуваат 98 година. Тогаш ДПА и ПДП
беа многу конфронтирани политички партии, на изборите настапува заедно. Тоа се случуваше со ДУИ и ПДП на председателските избори, кога Гзим Острени беше председателски се случуваше на кандидат. последните избори. И се случуваше на... Меѓу Мендух Тачи и Али Ахмети, кои постојано се конфронтира и се меѓусебно јас ги обвинува. следам изборите од 90-та година. Континуирано ги следам. Сакам да сум искрен секогаш со јавноста. Некој да ми кажуваше во минатото дека Мендух Тачи и Али Ахмети ќе бидат заедно во една коалиција, тоа не само што ќе беше шок, изненадување, туку ќе се спротивставував со силни аргументи. Вреди кога се формираше, кога се обединија, главниот мотив и цел беше да се ДУИ да се прати во опозиција. Во тоа успеа. Но дали сега всушност лидерот на интегративците Али Ахмети всушност го возвраќа ударот преку Таравари и сега всушност на премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Мицковски му се мати од Али Ахмети и неговото влијание врз министерот за здравство? Види, ДУИ е интересна политичка партија. Таа во суштина е интересна. Значи, незиното појавување, природа на действување, незината политичка профилизација е секогаш интересна за анализа. Но има и еден друг момент кој што сакам да го истакнам. Интересно, ДУИ секогаш на политичката сцена се враќа магично. Не знам дали Али Ахмети, мислам дека има некаква способност магична за да ги привлече сите политички партии на албанците. Нема политичка партија на албанците која што не била во коалиција директна или индиректна, значи во политичка смисла и во владина смисла со ДУИ. Зошто е тоа така? Пред се, главниот фактор е дека ДУИ е се уште најмоćната политичка партија на албанците. Сегашните политички настапувања се за мене, кој што ги следам политичките процеси, најмалку што можам да кажам се непринципиелни, се прагматични, но во одредена смисла и чудни. Дали има влијание од други политички фактори, надворешни, за да ова се... Каква е улогата, кога споменувате надворешни влијание, каква е улогата и дали воопшто има некакво влијание Приштина и Тирана имаат? Улогата на Тирана во политичките процеси кај албанците секогаш била голема. Тоа значи дека била улогата клучна во 98-ма, кога се случуваше коалицијата ДПА-ПДП, кога се случуваше коалицијата помеѓу овие политичките противници, закоравени до крај и после станува политички партнери Тачи, Ахмети, Зијадин Села и ред други кои што не штедеа зборови за да кажуваат еден за друг и одеднаш пред албанската јавност се појавува како нов формат, како нова политичка визија. Анализирајќи ги овие процеси и платформата, да не ја заборавиме, во 2016-2017, кога Заев се враќаше, мислам, на некој начин стануваше премиер и се враќаше на голема врата на политичката сцена, улогата беше голема. Која е улогата на Приштина? Која е улогата на Албин Курти, кој што беше политички на некој начин патронат на функционирањето на вреди? Тоа што можам да кажувам, според мојата перцепција, е дека Рама, ако е доста заинтересиран албанскиот политички фактор да се окрупнува и на некој начин да действува посилно на политичката сцена,
мислам дека Курти е неутрален. И тоа е доволно за да овие процеси за кои што зборувам да се случуваат во иднина и мислам дека политичката иднина на државата ќе биде доста интересна. Интересна во смисла за медиумите, за нас и така натаму, но за жал граѓаните гораз се уште ќе се бават со македонските албански односи. Тоа мислам дека ќе одзема доста политичка енергија, институционална енергија, но таква ни е државата. За жал, ние не успеавме да градиме политички, правен, уставен модел кој што на некој начин ќе ги затвараше не за секогаш, туку до одредена точка проблемите. Отварањето на проблемот на јазикот, албанскиот јазик, отварањето на проблемот на балансерот, дека тој не чини, а не се дава алтернатива со што ќе се замени балансерот и ред други прашања, мислам дека не водат кон друг политички процес на напредно ниво за да имаме други разговори. Зошто оваа мелодрама се одоговлекува? Средбата Мицковски Таравари е најавена после празниците. Дали тоа е всушност и концепт за дефокусирање на јавноста од некои други проблеми, битката против корупцијата, криминалот, трагедијата во Кочани? Јас не мислам дека тоа се прави осмислено со некаква стратегија и така натаму, бидејќи и без да се случуваше Кочани и без да се случуваше, да речеме, скандалот со председателската на антикорупцијската комисија, овие процеси неминовно ќе беа на политичката сцена. Мислам дека се работи за тоа што велам, за поголем политички процес кој што јас го насетувам. Кога спомнувате поголем политички процес, каква разврска очекувате? Разврската би била во иднина преку некакви идни разговори помеѓу политичките партии во македонскиот блок и во албанскиот блок. Мислам, за жал, моделот кој што ние сме го избрале е добар во суштина во нормативно-правниот дел. За жал, гораст. Ние мислам дека затајуваме и пречките ни се во делот на спроведувањето на правата кои што се индивидуални, кои што се колективни. Мислам дека има страшен отпор од структури, да речеме, сили кои што постојат во македонскиот политички блок, кои што на некој начин не се баш заинтересирани за да ние функционираме како слободно, еднакво општество и како заедничка држава. Исто така има голем број на политички структури, да речеме, значи сили, групации кои што во албанскиот политички блок не се баш заинтересирани за да функционира заедничката држава и мислам дека тука се прекршуваат копјата и тука имаме проблем. Благодарам за разговорот. Го завршивме разговорот со проблем, се надеваме на решение во иднина. Ми беше драго што разговорот го снимавме и го реализиравме во старата Скопска чаршија. Исто имено. Благодарам. Два пати, три пати се поплатени истите работници, истата продуктивност што е однеле од тука за кој плати работот. Затоа велам, ние само кај нас прво ја мериме продуктивноста, па го плаќаме работникот. Од една страна незадоволство од ниските плати, од друга длабок дефицит од работна сила. Повеќе од 10.000 квалификувани кадри не достигаат на пазарот на труд. Најмногу работници недостасуваат во Скопскиот регион,
А денеска ја прочитав дека работници од Непал, Пакистан, Бангладеш, Индија ќе ги служат туристите во Охрид. Додека едни протестираат за 1 мај, други фаќаат џаде. Народски кажано, всушност го користат продолжениот викенд за одмор на море, на езеро, во планина. Иван Пешевски од Синдикатот на работници во ово издание на Тренинг. Пешевски, ден по 1 мај. Смете дека власта и работодавачите ќе имаат конечно слух за вашите барања или натаму ќе си играат со вас пинг-понг, односно власта, вие и работодавачите да најдете заеднички јазик, а дека државата е подготвена да обезбеди пари онолку колку што вие ќе постигнете договор со работодавачите. Сметам дека незрела беше изјавата во тој период, меѓутоа повеќе пати премиерот ја повтори таа изјава, доколку ние си подадеме рака, оние ќе го испочитуваат тоа, имајќи во предвид дека најголемиот дел од вработените се токму во јавниот сектор и како ги плаши идејата од 500 евра минимална плата, бидејќи многу од вработените во јавниот сектор се под 500 евра минимална и под 400 евра минимална плата, па со ова последно согласување во месец март, видовме дека се коригираа само тие плати што беа на минимална плата и повторно не се испочитува општиот колективен договор за целиот јавен сектор, кој што предвидува заклучно овој месец со порастот на трошоците на живот да се коригираат платите за 12,6%. Она што со сигурност можам да го кажам дека не е виновна само и владата, секако дека се виновни работодавачите, имајќи во предвид дека во тој зачаурен круг, а е триаголник, работодавачи, работници и власт, секогаш ќе бидеме надгласувани на економско-социјалниот совет кога станува збор за давање пари. Последиците веќе ги осеќаме затоа што ние си ги избркавме нашите домашни квалификувани кадри. Она што се случуваше во минатото и зашто сите си замина е поради ниските плати. Потоа се чудеа работодавачите и државата како сега нема кадри или нема работници. Јас велам, доправа нема да има работници доколку останеме на 400 или 450 евра плата. Како вие гледате на Надминување на проблемот? Не, туку велат да, повисоки плати, но согласно продуктивноста на работникот. Така е, се согласувам дека треба да има продуктивни работници, треба да има за да обезбедат средства и за тој работодавач или за државата и за самите нив. Но вие ако не го платите работникот, како тој ќе биде продуктивен? Вие за да отидете на работа и да бидете продуктивен треба нешто да ве мотивира. Покрај лошите услови за работа кои што еве не можеме да ги смениме. И таму грее сонце и тука грее сонце, и таму градежништвото и тешко и тука. Но не исто на први кој ќе земете 500 евра плата или 2500 евра плата кој што земаат истите тие наши работници кои што отишле во Германија, Швајцарија, Австрија, па дури и во една Црна Гора, Србија и Хрватска веќе, Словенија да не кажувам колку помина и минималната и просечната плата. 2 пати, 3 пати се поплатени истите работници, истата продуктивност што е однеле од тука за кои плати работат. Затоа велам, ние само кај нас прво ја мериме продуктивноста па го плаќаме работникот. Тоа напри работникот да после 30 години се освести и си замине од Македонија. Помина 1 мај, денот на трудот. Работниците и натаму остануваат со нивните барања и желби за ценење на работничките права, но и за повисоки плати. Од друга страна, младите заминуваат. Квалификуван кадар во државата се помалку. Бизнес заедницата пак се жали. Не можеме да обезбедиме работници за работа. Веројатно тука проблемот е и во државата, која веројатно не ги цени младите кадри и не инвестира доволно во нив. Гледавте Трилинг, довидување до идниот петок во исто време.